nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, јас сум во хотел Лимака, ова е нешто конкретно. Денешната тема е што треба да си кажеме пред да влеземе во брак, а што треба да си преќутиме откако ќе влеземе во брак. Да не биде после, ама не беше таков пред да се земеме, или пак жена ми комплетно се смени откако влеговме во брак. Дали има работи кои што можеме да си ги кажеме пред брак за да бидеме на чисто, или во брак никогаш не можеме да бидеме на чисто. Темата ја отвараме за да ги спасиме оние кои не се во брак, да ги едуцираме оние кои планираат да влезат во брак и да ги утешиме оние кои веќе се во брак. А оваа недела ќе не тешат и ќе не едуцираат овие гости. Тој е легенда на македонската народна музика со двократно брачно искуство. Во една своја песна вели: многу тешко да си зет, још полошо дома зет. Единствениот Нино Величковски. Таа е најавтентичната водителка на утринската програма. Дали тоа што е утрински разграгана и постојано насмеана е напор или мелодија на ушите за нејзиниот сопруг, ќе ни каже Катерина Тодевска-Спасиќ. Од стручна гледна точка, од свое искуство, но и од искуството на своите клиенти, одговорот на прашањето што да си кажеме, а што да си премолчиме за мир во куќа ќе ни го даде психологот Бојана Стојменовиќ Петровска. Тој е еден од најбараните фитнес инструктори во Скопје. Ги тренира нашите познати фаци, а дали сопругата добро го истренирала за да биде сопруг по мерка, ќе се обидеме да дознаеме од Мартин Видоевски. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте во уште едно издание на нешто конкретно. Денешната тема е што треба да си кажете пред брак, а што да преќутите откако ќе влезете во брак. Да не биде после, ама не беше таков пред да се земеме, или жена ми скроз се смени откако сме во брак. Има ли работи кои треба да си ги кажеме пред да влеземе во брак, за да сме на чисто, со кого си имаме работа, или што и да си кажеме, никогаш не можеме да бидеме на чисто. Темата е за да ги спасиме оние кои планираат да влезат во брак и да ги утешиме оние кои што веќе се земале и се во заедница. А ова сето ќе го дискутираме со моите драги гости. Мартин, Нино, Бојана, Кате, добре ми дојдовте. Добре те најдобре. Одговара темата за вас затоа што сите сте во брак, односно во заедница. Да. Така е? Па така. И повеќе пати во брак. Вие како ќе кажете? Нели, Нино, да. Добро. Сега вака, има една песна која што ја има Нино, а која што е соодветна на темава, се вика многу лошо да си зет, ама још полошо да си дома зет. Да, тоа е моја песна отпејана пред 20 и кусур години на Тумба Фест. И се уште актуелно. Па нека си ја љубат тие што се навоѓаат во текстот и во песната. И привилегија да се биде дома зет, иако некои мислат дека тоа не е така. Тоа е една комфортна зона и не е само за Хрватска. Кажи, како е во Хрватска? Не, дека од некој лично искуство, но имам чуено дека таму баш ги готиват дома зетите и ги чуваат како... Ама знаеш дека во Хрватска порано било правило да го земе домазетот презимето од невестата. Не само да го земе и да го чува и да му личи. Добро, ќе ни изрецитираш песната, ама со се онака емоции, со болка или со радост? Значи, бел ден не сам ја видеа од како сам се оженија. Изглоѓаме како коску тај женина фамилија. Многу тешко да си зет, још полошо дома зет, чак ни ноќе немам сон, ке си умру ја без ден. Баба ми се само ребри, дедо ме под око гледа, жена љута, не ми збори, ја у куќу задња греда. И после кога ќе се наљути зетот, шо вика? Тој у треќу строфу победуе зет и вика: еден ден
ќе пукне тиква и далеко ќе се чуе, ќе помавам све поред и ќе видив кој е зет. Нино, дома зет. Не, урежи. Ама тогаш Хрватскава мора да биде малку повесела. Да, таа е повесела, зато таму ги викаат другачие. Кажи како ги вика. При ги викаат. Кај си дошол тоа. Како е рефренот на Хрватскава? Сивизек. Добро. Има тоа со титит? Има со Ке средат. Одлично. Ева, заради внучињата, не е. Добро. Мартин, ти не си домазет, ама привилегија е да си домазет или е... Ако Така. те сака баба ти, да, привилегија. А како ќе провериш пред да отидеш домазет, како те сака или како ќе направиш баба ти да те сака? Ќе го гледа во очи. Тоа се зависи од жена ти. Како се придобива баба пред да влезеш Ако во си ја сака фамилија? жена ти и си ја чуваш, ќе те сака бабата. Ако не си ја сака жената, нема да сака бабата, многу едноставно. Така ли А е? иначе Ја би играл така. привилегија. Значи, сакај си го бабу. Преку бабу ќе дојдеш до жену. И обратното. Тоа е тој генерацијски јас, добро. Бојана, привилегија или е мана да бидеш зет? Домазет. Домазет. Па, види. Сега, инаку, ми текна на една емисија многу интересна што имам гледано пред неколку години, гледај мајку бирај ќерко. И баш онака тој концепт беше прво маживе одат на дејт со бабава, со мајката, па они според бабата, според мајката ја бираат ќерката. И сега да, ако мајката им се допадне, ако е фина, ако е, не знам, им прави муабет, ако им е симпатична, немак сигурно и ќеркава е добра. А прашање ако е посвоена ќерката? Е, сега таков пример има во емисијата, да. Ама не знаеш од кај знаеш. Значи, прво совете, еве овие што не се во брак, прво значи со бабата да си направи муабет, тој потенцијалниот зет. Така да. Е сега дали е привилегија или искрено не знам. Знаеш, кај мене до сега не се случило домазет да дојде и да има проблеми. Сега ако не се случило, значи или ептен го држат под контрола, негде заклучен со шалом, или најверојатно тоа функционира. Добро. Кате ти што викаш? Привилегија ли е да си домазет или Веројатно е привилегија. Јас мислам дека е привилегија ако ти се погодат сите заедно во куќа. така ли? Да. Да, кога е во мојот случај, на пример, супругот не е домазет, ама најдобро е да добро стоиш со дедото по мене, а не со бабата. Аха. Пред брак. Тоа е таа врска. Значи, Супругот си ја кликна веднаш со татко ми, никаков проблем нема. Пред, вака, се рипаш баба одма и све е како што треба. Сериозно? Да. Добро, и Дедо е понатаму? важен, многу фактор. добро, Како и снашка со дедо или... Како? Мислам, зет да го слаже со... Не, супругот мој да се согласува со мојта, нели? А, Беше со, бабата, да. И кај мене е со дедото, со татко ми. зетот да се Да му иде согласува, пијачка, мезе, исти Се. песни да слушат. Разбрав не се. знам Заедно за све. тоа, не У знам. кафана, свебани све. добро. Значи кај тебе како и со бабата и со дедото стоиш добро? Да, само не мезам. Само не мезиш со дедото, а? Па затоа те сака. Скокам на тоа, јас јадам и станувам. А иста се- музика слушате со дедото? Не. Не, а? Значи не идете на Мислам, некогаш слушам иста музика, ама... Некогаш... Значи не е за мезе, не е за предигра. преигра. Мора. Добро. Ја Директно конкретно на седнувам, хардкор. јадам, станувам си одам, не купам предмет. Добро. Ајде сега да видам. Што треба да пријавите пред да влезете во брак? Односно, што би требало да се пријави? Значи вака. Одбирате од две опции. Треба да се пријави болест, односно фалинка во фамилија или колку заработува. Да се пријави болест. Дали да се што треба да пријави дека има некаква болест? фалинка, секако. Да пријави дека има некој таму. Не дај Боже. Добро да, ама не зборуваме за страшни болести, па нешто сега- да речеме Ама има и некој. страшни Која болести, фалинка без Снежа? Па некаква фалинка, некој малку така. Психијатриски случај, Таква. не дај Боже, шизофренија. Тоа е наследно. Или така. И што ме гледаш, ако пријават, тогаш или ќе си Е, па, бидат окей Боже со тоа мој, или не, што е, ама па ако тоа не е тоа. пријават, па после тоа некако се Исто и со открие. заработувањето, Ами, ако тогаш пријавиш, после. окей, ако не пријавиш, Ама се Боже едно мој. или друго, што е побитно да пријави? фалинка. Па, според фалинка, мене. Фалинка, добро, ти за што си? Да пријави фалинка или заработувачка? Колку заработува? Галичаните имаат едни списи, како да кажам, што ги чуваат се уште. Старите фамилии галички имаат такви, како да кажам,
здравствени книжки. Нема да ми кажеш список на фалинки дека Не, друго е муабетот. Значи, нели Петровден е денот кога треба да се зема, тамо овие се негде по светот, така печалат и така натаму. И сега кога едно семејство решава да ја даде момата во друго семејство, нели се тоа договорени се отвара, молим, лепо тоа и тоа е тука. Здравствениот картон. Сипаници ми, се. све си па. Многу сум сериозна. Муратовци, например, е едно од семејствата кое што ги имаат, ги чуваат се уште тие. Ама, Паметни например, галичани. исто фалинка е дали лаже, дали Нема такви фалинки, не е здравствена легитимација е тоа. Добро, ама еве фалинка може да тоа нели дека лаже, дека А не кој ќе знам ти каже дали лаже, бе, Па пред тоа се брак? вика психолошки научи Точно. И Па Дарио подобро не на дозна. психијатар И прво. Дарио не дозна тоа. Или на психијатар Дали прво да лаже. отидеме, ако не, за да истражиме до крај. Иначе вака, тешко. Значи кај галичани да си отидеме, Кај они само галичани да не имаат, научат они како треба. како Најпаметно треба, да аха. одберат жена. Нино, како е таму у Куманово? Имате ли здравствени книжки пред да се земат, се отвараат ли или? Не. Па не, ова ми е чудно малку, затоа што, нели, ако постои љубов, што фалинки ќе се засакат, ќе се заљубат. Толку. И што, какви фалинки, какви книжки, здравствени и не знам како. Баш ми е чудно и упрашањето, викам, ова интересно е, а има такви случаи. па. Кај кралицата, например. Во таму Англија, мора да за да кажеш што влезеш у имаш. тоа, ти барат сите. Здрав, како, што, потомство и така натака. Тоа е некоја прагма, веројатно, која Значи да- во кралски семејства. Да Како пријави што има. колку заработува подобро партнерката. Па колку... сега кога е љубов у прашање, никој ништо не пријавува, затоа што човекот не е споменик, тој се менјава со години. Не можете вие кои ќе запознаете ако има таму, нели, дали помлади или повозрастни. Па и затоа вика, Да, ти па, ја земав здрава, да, ќе читава, земаш. види каква ми се покоти. Да, Не си ја отпосле чувал. може да искочи на површина нешто што би било подскриено или како па потоа искочило тоа на површина. Не можете баш така, тоа ми е баш чудно, нели? Љубовта го движи светот, јас сум можеби малку поромантик и не би гледал на тоа. Па не би финанси, гледала не ни знам. јас и не мислам дека прашувал некој фалинки дали. Да. Ти праша Па не е фалинка дали добро има? од прилика, што би требало А сега. ти Снежа праша дали има фалинка некоја? во Не, семејство? има начин како да провериш фалинка. Кого праша? Влагаш во фамилија Добро. и гледаш какви се нели семејството. Ама тоа ти е негово. прво само. Па Прв пичок. гледаш, па после тоа пак ќе влезеш. Торпа. Се додека не. Па не- после мој термин. После мој термин. А после тоа закажуваш, имам јас една пријателка, има слободно во таа и таа ординација, дојди случајно да се прегледаш и така тоа. На крај Или па како да се се наоѓате на- подраспрашаш во Е, да се другите, подраспрашаш. што фамилија е, болни први биле, братовче не ди болни. ово, тоа, не, тоа, е. тоа. Дека не знам. Ме интересира после како се наоѓате. Имам, немам. Имаме, па така да гледаш. Имам. Па Не, дај да видиме. Паници имам прележано, заушки има прележано, ова има така. Ајде да подадам. Он тешко ќе биде зимачката, мислам, не е љубов. Добро, ајде сега. Значи, што треба да пријави? Поправо би требало да пријави. Дали долгови или да пријави наследство? Мартин, ти што би сакал повеќе да ти пријави? Сега веќе сте во Наследство. бракам. Наследство? Да пријави наследство. За долговите ништо. Нека Нино, си ги мисли. што Тога ви? е да пријави у полиција. Пред да се земе, Кај бабата. пред да се земе, што би требало да пријави, односно да каже дека има долгови или дека има Тоа наследство? ме подсетува анкетен лист на политичари што треба да пријават, односно што имале. Што имаат, па после после има. тоа ли е така? Такво време е дојдено. Ова е некое ново време, не знам колку ќе се вклопам ја. Сега да се пријави. Ќе се пријави кај мажот дека го сака многу и толку пријавате ќе испечатира чистера. Но, па дај да си играме со прашања. Па не, ако си играме сега да пријави долгови сега. Што и значи на младата дали он можел претходно да имал долгови па си ги расчистил и си влегува чист во брак. Што викаш, колку Како години имам си во брак почитано и ти? може да проверите. Сега во 2015 8-9. Од 9 години. Израчуне, што значи До година 50 години? треба Брза да математика. Ми е Добро. страф ако мојов неа гледа емисијава, мислам па после да треба да ми дојде дома со некој договор. Договор, Дојди сега да потпис. видиме до кај сме. Добро. На прашањава, па јас искрено повеќе би сакала да се изненадам од вест дека Наследството? наследство има, отколку вест дека долгови има. А, така. Добро. Ти што викаш? Пака сега, јас се земав комплетно од љубов
И толку беше тоа голема љубов, што ние двајцата отидовме да видиме кому ќе му дадат голем кредит за да правиме свадба. Значи влеговме во долг заради љубов, иако јас не ја поддржував тоа влегување во долг, ама овој дедото, во оваа смисла, нели, дедото, пошто ни веднаш ја направија таа клик варијанта, рече дека морало, пошто јас сум била најстарата, па морало мене да ме зимаат со сите салтанати и ни требаше поголем кредит. И така, и имаше една случка со кредитот, многу беше смешно. Ајде. Тргнати јас и супругот Даливор, ке се сети, многу беше весело. Одиме, мене ми даваат 180.000 денари на картичка, плюс нешто нели терара собрано, мала свадба правиме и ќе одиме да купуваме за него кушулиш, нешто. И ја как правам, ми ја зема картичката. Леле. 10 дена пред свадба. Не, те молам, немај, сабота, човече. Тоа беше плачки све, тоа ми го зголемиле лимитот, затоа ми ја земале картичка. Мислевме дека ништо од свадбата. Добро. Ама ние влеговме со долгови и ми се чини дека, како вика Нино, јас сум на тој став, дека многу е важно да има љубов. Ако нема љубов, ништо од бизнисот. Макар и наследство долговите да пријавиш. проаѓаат. Ма и долгови, и наследство да пријавиш. Што ти кажа за прашање? Баш ако има па наследство, знаеш колку е потешко да опстане љубовта? Ама треба да стигнете до Страшна работа. муабетот за прво да има љубов, Да, па мора стигате да има натаму, љубов, така да, ако мора нема да има љубов што прво ќе рече. правиме? Без Значи, љубов, да не го тепамо љубов пред Не, време. не, туѓе. Тоа е љубов. Ама наследство, еве, вика наследство може и да ја зезне љубовта, ако почнат па да се расправаат нешто. Може Ја ли? мислам дека ја зезнува најчесто. работи. Тоа се таму, фамилиарни други работи. веќе не Добро, чекам. ајде одиме на друго. Треба да пријави фобија или да пријави фетиш? Фобија. Фобија? Да, фобија. И напред драма некој у лифт или у авион. Е, така. Фобија? Фобија или фетиш да пријави? Страх од летење. Да. Да пријави. Фобија, одма ќе му помогнам. Добро, да. Психолошки ќе го обработи. Ја нека пријави фобија ќе го однесам кај Бојана. Така, добро, значи фобија. И сега последното прашање е што треба да пријави партнерот или партнирката пред да влезе во брак? Да пријави километража или да пријави килажа? Не те разбирам. Да објасни, нели? Разбираш убаво. Објасним. Со килажа знаеш работиш? Добро. Значи килажа Ќе симнеме, ќе се види, ќе се примети, а километража да си пријави. Минул труд се вика. На автомобилот се шири? Да. За ова за Black Friday ги враќаат Да ги враќа. назад. Ке гледаш да не е за Black Friday, да не е Не, за тие Black порано, да, пред Black Friday. Километража ако се продава се на колата Добро. се намало. Значи што да пријави, километража или килажа? Па ја мислам дека треба да се вајда доволно да се познавата. И километражи и килажа ќе видиш. Ке видиш, а? Ама знаеш зошто килажа, на пример, ти доаѓа со една килажа и после тоа одлучува да се опушти и со друга килажа. Да ја имаш цел живот. Абе, нека живи здраво. Нека живе здраво. Ама скажи. Сега, ќе средиме после. Ајде сега, Бојана, ти да заклучиш, дали е подобро да се влезе во брак кога веќе сме искусни, односно, да речеме, од над 35, 6, 7, кога веќе сме стекнале собствен имот, не знам, кариера, или е подобро да се влезе во брак кога си помлад, па заеднички да си стекнувате, па нема потреба да си делите ништо. И за вас е прашање. Еве, ја неискусна влегов во брак, немав 35, имав многу помалку. Така? Супер ми е. Така да не мислам дека се важни некаде годините или искуството. Некој има 40 години и можеби има години, ама нема, можеби не знам, нема зрелост. Некој од друга страна на 25 години може да биде многу поподготвен од овој кој што има 35 години, така да тука нема правила. Така да Ама многу е во однос побитно, на- многу е побитно ти како се чувствуваш и се ова кое што тука го зборуваме да се каже пред брак. Затоа што обично кога не си ги кажуваат овие работи, на крај доаѓаат на брачно советување, затоа што ги премолчале, па ги кажуваат отпосле. Кога Така не да тука годините немаат толку многу улога колку повеќе отвореноста и можноста да се тоа да се искомуницира пред да се стапи во брак. Нино, ти што викаш? Значи подобро е помлад да се ожениш, кога заеднички да ги стекнувате работите, заеднички да го осознавате животот, или пак кога веќе си искусен, па можеш да нема што да делите, веќе си се знаете кои сте, имате самодоверба, веќе сте пораснати, да речеме. Па ако е лично искуство, јас сум се оженил на 22 години, не знам колку си тоа. Да. Си искуса. И пред време остаре. Е, Па не сега, вака, нели, сериозна емисија ова, нема... Не.
Како мислиш пред време? Со врски, значи, не е сериозна работа, институција брак, знаете, тоа треба да се негува, многу одговорно е и многу минутажа ми треба за да го престикам тој да го кажам во неколку реченици. Али во секој случај е предност да се влезе во некои порани години по мене. Добро, ти влезе на колку години во брак? Предност. На? 27-8. Мал. Не. 27-8. Не бе некако мал. Па мал, за Таман. денешни услови тоа е мал, Таман. нели? Не е Како мал. мал, па 40. И па таман? Многу Па сега е подобро, таман на 40. според мене, многу подобро е додека се уште не сте оформени како оформени. Значи, зборам дека кога ќе биде над 30 година, кога веќе сте завршиле факултет, магистерски, да заработувате, знаете колку е тешко да ви влезе некој во секојдневието? Значи, шанси нема. Тој комодитет некој да ви го растури. Па ја имам другар што се зима од 35-та, се има 56. Се зима и уште не е зима. Па нема ни да се земе. Оф. Ма не може тој комодитет, човекот што си го има, си шета секаде, си оди, никој не полага рачун. Значи додека си млад да прелажеш или да те прелажат? Доколку си ја најдете правата личност. Значи, многу е Збориме битно дека за целите и во за животот обврски. и обврските. Посебно и за обврските се. Он да има дупли обврски. Дечко и девојка. Нема шанс. Битно е кој те лаже, гледаш па. Така ли битно? Кој те лаже лично Јовано. Јас имам друга приказна. Кажи, само. Кате. Ја на 32 години се омажив. И тоа супругот имаше 30 тогаш. И ми се чини да не доеше ме побара. Веројатно ќе си бевме, ние ќе живеевме заедно, ама немав никаква потреба да одам, да правам долгови, да и така 29. натаму. 29, поголем си бил. Видите генерацијски како е тоа. Не, 22, јас ти 32, после Гледаш? 42, што е ин. Ја на како 23 се Снеже, омажив. И Осте ме. после на 53, и Снежа. после нема ни да се зимав. Е Не, така. да. Не, На крај тоа е мислам тоа. дека има врска се од случај до случај. Значи не можеме да ги изгенерализираме Индивидуално е работите. тоа. Па навистина индивидуална работа. Што е со кариерите, значи, која треба да се прилагодат еден на друг? Обично некако жените повеќе се прилагодуваат на кариерите на мажите. Што ме гледаш мене сега? Не знам, еве. Мислам дека така некако жените се прилагодуваат на кариерите на мажите Да се или пак погледнеме. се прилагодуваат на обврските сите, нели? А мажите си тераат по своje. Таму ќе погледнам Нино, па Не, вака, значи, тоа е ствар на договор. Ако се сака некој да прави, да сака кариера, што е тоа кариера? Значи, треба да се посветите на семејството. Тоа е, се договарате. Значи, обврските, тоа е преземање на улогата, да ја преземеш улогата на мајката. Како тоа? Тоа е невозможна мисија, сега, да се поделат работите На во долг рок семејството. не, ама на краток можеш Да. да помогнеш. Но, па како да не можеш, можеш многу да помогнеш. Но тоа кој ќе прави кариера, тоа е све ствар, па ќе кажам, Исто ствар на договор. ствар на договор. Како ќе се договорите така? Можеби амбициите на вашата сопруга, жена или вашиот маж се поголеми во делот на кариера. Така е. Некако тој што ќе е нели глава на семејството, тоа порано било во времето на патриархатот. Сега е дека демократија, две. Така да многу е треба да се важно, дајте прилагодиме. шанса жената да биде таа што ќе прави кариера, а вие преземете ги улогите и тогаш би било идеално, но тука има многу жртви, односно тоа не иде баш така како што се говори. Значи, треба да многу се маски даде- се ставаат и кога ќе паднат маските, Готово више. Видите, Дали дека е треба да готово. се даде предност на оној кој што заработува повеќе? Така ли? времето е Ја такво. мислам дека така е. Така? Сега, не знам. Бојана, ајде, и психолошки па не, искуство. па да, па и психолошки и искуствено, не мислам дека само тоа кој колку заработува треба да биде предност, туку на кое што го кажа и Нино, вика зависи кој колку е амбициозен или кој колку сака да напредува, така да сосема е нормално и сосема е човечно да некој можеби некогаш во некој период од животот сака повеќе да се фокусира на кариера. И тогаш според мене многу е па уште пологично оној кој што ти е партнер да ти биде бекап и да ти биде ветар во грб. Од друга страна, јас на пример, еве ако зборам и искуствено, многу сум среќна што мојот сопруг некада го немаме ние тој проблем. Тој сосема има слобода да дојде да ми каже: "Слушај Бојана,
овој месец мене ќе ми биде тежок, да знаеш дека, не знам, главам на работа и јас сум сосема окей со тоа и гледам да се организирам, но од друга страна имам и слобода да јас кажам, слушај, детево порасна сега малку, пркна, да знаеш дека сега јас се враќам пак во полна парија, ќе треба ние да најдеме пак некој компромис, да видиме како ќе се организираме, окей, важи. И тука е терај. моментот на И баба. И тука е моментот да се живи и здрави и еве сега во ова време двојам да ги поздравам. Да ги поздравиме, Не, баба, секако и дедо. секако, но важна е таа поддршка, но важно е и многу да се разбере сето ова меѓу нас, не само меѓу нас тука и меѓу партнерите генерално, многу убаво да се има Тоа е овој договорот. момент на разбирање, на договор, на Значи, мажот ви да се договори со мајка му. Најдобриот договор. Договор, така мислев договор, меѓу двајца си стои договор. Мајката, да. Кој се јавува кога треба да се во правење на кариера, односно да не кој ќе направи повеќе пари, еве јас сум во музика. Тука се нормално дека се поднесува, се работи дење ноќе, се патува, не си дома, не може се тоа, ама знам дека со тоа да сум бил на редовна плата, не би можел да си ги подигнам децата и сите онаа што сум го направил. И ако тој што стои за тебе и те разбира, тој те поддржува. И едноставно тоа е, така е договорот. И немојте тоа да го рушите ако е успешна приказна. Ако веќе трпи фамилијата и не е тоа така, тогаш треба да се преземат чекори, така, да не што го викав, прави да не жената. пукне тиква, но Ќе потепам све. Да потепам све на крај. Така ли? Значи, ја ајде, да. во нашиот случај не знам колку ќе се соглаши со мене, не знам, од оваа перспектива сега пред некои 15 години или 13 години, нели новинарите па и сега не беа нешто многу позаработувачка, така или многу плата. точно. Значи требаше многу да ја сакаш таа работа за да останеш во неа и да ти е, како да кажам, да ти е убаво да ја работиш. И кога Јана имаше моја 2,5 години, мене и една колешка Маринка не викнаа да работиме пиар на Охридско лето. И за мене, за кој не е да биде така, супер. Ама, Јана има 2,5 години, супругот има една работа, нели, во потрага е по втора, пошто нели секогаш две работи треба за да нормално функционира се. Освен ако не си пеач. Да, секако. И сега да работи. и сега требаше да се направи како јас да отидам, нели да си го стварам својата желба или сон, ама чисто е разговор повторно. Значи, дали можеш? Бебе, можеш да помогнеш да се снајдеш? Што треба да се снајдам? Па еве вака, ја ќе направам список. Ќе испазариме заедно и ти 3-4 недели тука со Јана и после тоа успешно заврши приказна. Како му се обраќаш? Бебе. Бебе, добро. Како му се Тоа ќе обраќаш ти на кажеш сопруга? бебе, готово. душа. Душа? Ке ме убие за ова бебе. Партнерката како и се обраќаш? лики. Вики, добро, ти? Маче. Кога рековме сега на кај Кумановски, кога завртевме, имам таму поговорки или некакви си реченици кои што ги кажуваат Кумановци во големиот сад. Па ајде ние да ги протолкуваме или тоа се, не знам, нивни поговорки. Ако ни треба да си влечете на Кумановски се, Ќе јас извлечам, па Бојана носи. Бојана ќе предаде наваму. Ако ни треба превод, Нино е тука да ни помогне. Преведувач. Јас сум за енглески изгорен. За енглески нормално. И за тебе? Има ли за мене? Да, има две. Има? Ајде да видиме. Чекај сега, кој прв ќе чита? Од кај искочи поговоркава? Прв пат Не ја знам, гледам. тоа Кумановски. Од Кумановски е. Ајде, прво ќе чита Мартин. Да. Ајде, Мартин, што вика твоја поговорка? Да преќутиш е злато, ама тек кога пцуеш можеш да најдеш душевен мир. Тако или е Нин? Да у себе копцуеш. Ма на глас. Да се издуваш. Се издуваш. Добро. Бојана, твојата поговорка што вика? Не се жалете на своји мужи и жена, сами сте ги бирале, а не ви ги дала општина. Па не ми го дала. Па и тоа може има таму. Куманово има оној, ако не се до 40 години ти викаш, тега општина ќе те жени. Ако не се жени. Па ете зашто. Да. Значи од таму е да не се жала. Нито се жалам, нито општина ми го дала. Да си го носиш со здравје. Та е. Добро. Кате? Да си го носам со здравје и 3 анекса. Ја така, 3 анекса. Ја не знам сега дали ќе биде ова, не знам, не, Кумановски не знам многу. Најголемога душмана или мајка ти ќе га роди или ќе си га доведеш дома с музику.
Што значи тоа? Најголемиот душман или ќе ти го роди моја е мајка ти најдобра. или ќе си го Тоа е уникатно. Кој ги први е писателка, некој многу знае. Така е на Кумановски, што значи тоа? Ајде. Па најголемога душманина, него што ти душманин тој што ти мисли лошо. Добро. Или сама ќе си го најдеш, или Мајка ти ќе ти го роди. ќе роди мајка. Или сам ќе си го Или донесеш ќе го донесеш сам со музика дома. Тоа е друго. Добро. Тоа е право на избор. Да. Добро. А твојата што вика? Моја е многу љубавна. Ајде. Така се погоди. На љубов ќе налетиш кад се најмалку надаш. Важно да е љубов. Исто и на полиција. Добро, бе, на љубов ми се десило повеќе да настрадам, а с полиција нешто не помалку. Добро. Битно е љубовта е. Кај мене е вака поговорката. Мужи знаев све, освен кад ќе прашаш која ти е овој. Нели? Па да, на Фейсбук. Кад се сликаш, а не пријавиш им која ти овај. Се случува? Така да не се сликате многу, ако не сте најавиле. Доста док не се ожени, не знаеше што е, док не се ожени, тоа е третосложно акцентирање од позади по Крум Кепенски и Блаже Коновски, а на Кумановски не е така. Наопачки. Има бурек и има бурек не е исто. Како? Значи има бурек сега има, а има имало. А имало. Тоа е ова. Да. Час по Кумановски. Да. Док не се ожени, не знаеше што е среќа. Сак знам, ама е касно. Значи среќа касно долази. Ама ја сватила. Овој може цела песна да се отпеве. Може да направиме некоја нова. Ба да ти ги дадем. Ома песна има. Док не се ожени, не се зароби, знаеше да е среќа, пуна паре вреќа, глава ми богата, балда за оката. Много си научен. Дали стварно песна смисли сега? Па да. Негова Па е. како е? Песната е идеја, да ви кажам. Значи, има Манго Джери направено у лифт песната и најголем хит. Значи, треба да идеја. Момент. И добар текст. Затоа не сум музичар. Ајде сега да видиме одлични поговоркиве, значи Кумановци многу мудри. Не да мудри. Кумановец го седна, кажи ми за поговорка. Ти за то ли ме зема овој... За превод. За превод. Преведувач. Да. Тројца гости преведувач Нино. Па тоа е тој. Кој зашто учи? Значи вака сега. Да влезеш во брак со партнер, значи имам јас неколку овдека понудени партнери. Вие да ми кажете да или не, дали треба да влезат во брак со ваков партнер. Аха, Значи, Од кај ќе почнеш? еве ќе почнам. Значи, дали да влезете во брак со партнер кој за време на врската покажува непочитување кон вашите родители? Не. 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 Ема си гласен. Па мора мамо да го сака. Една е мајка. Така е. Па не, Така е. у рукавица. Дај малко да не глумимо лудило. Значи нема шанси. И да ако Ќе поштуе. Не мора да Ако сака, не, значи. ќе си иде. а, Леле, ој како митке. а љубовта Нино? Значи не мора да сака, нека ја почитува. Тоа е Нема доволно, да си така? поштуе, жени род се сака и за возврат ќе си вратимо и ние мужи. Добро, ајде Така вака. е. Дали да влезеш во брак со партнер кој одбива да се дружи и излегува со твоите пријатели? Не. Не. Да Аха, Не чекаш. може да не да сака да излегува со моите Да пријатели. одбива да се дружи. Тогаш не може да си уврска ако не сака да излегува со твоите како ќе пријатели. Што ќе стигнете правиш до со брак? Значи, одговорот е да не. Да, не. Да, не. Да, не. да не случај. Не. Собре, како е, со кои непријатели ги искачамо. Да. Со пријатели. Иди, моли. Добро, Со мајка му. С мајка. Дали да влезеш во брак со партнер кој сака да си има свој пари, а ти твои. Значи да си ги делите парите. Моите си се мои, твоите си се твои. Не. Никогаш. Значи, куде што има мои паре, твои паре нема брак. Добро. И нема... Нема љубов, нема ништо. Па ништо. Нема нас. Нема Значи, за крие ги паре и тера работа.
Нема заедница. Нема заедница. Не, мислам, Штом на што е, почеток, што е добро. идејата заеднички Што заедно е живот, тогаш, да. се Така, земале, ова да е се чуваат. едукативна емисија да им кажеме на тие. Ама знаеш не, што да им кажам е многу важно? Ова е- Ги гледам сега во ова ново време со телефонива, Ова децидно. што бракови се растурија заради Акламативно. телефони и Facebook. Мои човече. пари, твои пари. Значи, најпаметно ја да им кажам. Значи, чекај прашањето да го поставам. Дали да влезеш во брак со партнер кој одбива да ги избрише својот Facebook профил? Ама не треба да одбие да го Зашто да го избриша. избрише? Не треба да го избрише? Ма не треба да го избриша. Туку. Само ти не треба да го мисли со пипаш главата. неговиот мобилен телефон. Има две нешта што се негови и само негови. Тоа е паричникот Да не му брцаш и од джеп мобилниот и на- телефон. да. Така? Кај жената, мој и само мој се чантата, значи не сме ако И јас не му шминките. дозволам да пипне во мојата чанта и мојот мобилен телефон. И ние сме 17 години во брак. И он не го пипнал ни еднаш твојот мобилен. Ниту еднаш, ниту јас неговиот телефон. Нино? Е, па за тој ќе пуца в тикве, ако ga пипне. Не го пипкај. Значи нема пипање. Нема пипање никако. У тој предоговор или договор брачен си пишуе првите 10 заповести брачни, не пипај ФБ, односно у женску ташњу Да. И не чипкај во Facebook. Од Facebook, пошто Facebook е ново порно, имало обични овие. Ми ги викамо калакотре. Што ќе пипал тоа? Не, шала на страна, мислам, многу вистина има, затоа што се повеќе парови функционираат на тој начин, да мора да се ги знаат меѓу себе пасвордите секаде, на сите социјални мрежи, па дури паттернот на телефон мобилен, шифрата. И тоа не само во смисла да е за не дај Боже, да е не знам Туку е за некако го секој ден. знам, туку баш се почесто гледам како полицајци дома. Аха, ајде сега дај ми го телефонот да видам. И овој другиот мора да го даде, и ако не го даде, аха, тогаш има нешто. Да. Многу И тоа е се поголем Нино, проблем. Немаш таква информација? Немам така. Многу се распуцава бракови Ева од прва рака, од поруки и од Ева од прва рака информација. И само можам да кажам дека тука нема лажни доверба. профили, ти река, па да закажем sastanak. Ама тоа заеднички профили ми е врв. Не. Не знам како кога се разведуваат го делат профилот. На пола. Марија Никола Петровски. Човеч, Ти па баш моето презиме. добро бе, не Ти дека си многу заузета со емисија, не пратиш овој социјални мрежи. Што не прати ово ја. Немам време ја. Да. Нарачувам реклами, правиме кратка пауза. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве сме назад, значи веќе сме при крај. Тука ви се подароците од моите драги пријатели, значи ги имате веќе таму. Еве имате од Flex Credit повели. За За мене? тебе подароци, ги имате и сите, имате подароци и од нашите драги пријатели Кенди. Значи и за партнерката и види што имам за тебе, ова е еден вегански производ, значи тоа е еден крем од црвен граф. црвен граф? Да, од црвен граф. И за грло, таму има исто за грло, Нино, имаш значи за здраво за грло и за грло е добра добро. песна. Да. Мене ова ми се допаѓа, Ова е магнезиум. тоа. Магнезиум и витамин B6. Магнезиум за мирни да си Одлично. бидете кога ќе си правите муабет. Ваучерот од Халк банка го добивате сите, доколку имате сметка во Халк банка ќе ви ги префрлат, а доколку не ќе ви отворат сметка. Значи тоа е затоа што бевте супер гости и да ги пријавите овие приходи. Значи Ги по дома, пријави ти. да ги пријавите, да не веќе биде. шо, требаше Ето после да ми ги така. даш. Кога сме кај пријавување на приходите, значи рековме треба да Ама, се пријави сега што се- наследство и долгови и све. Е, тоа не ми беше јасно. Дали се договоривме дека треба да се пријави нас? Све да се Све да пријави. се И пријави. долгови и наследство. Ово е за Кумановски, викав 100 милиарди парели су. Паре су, овие се скопски. Така е. Да. Ова е, тя нема, има втежину. Да, ајде да видите дека од Скопје ги носиш. Да. Како беше муавето со оделото? Пак си во одело, си ги одиш на кај Ако Скопје. идеш, вика, лаковани кондури се ги избега. Овај Зоки Труба ми ги поклони за јубилеј. Мора да се испофало. Не е маркетиншки овој. Вика, облече си во одело, пак идеш во Скопје. Тоа е тоа. Што е дозволено да си помислиш, али никако не смееш да кажеш на глас. Аха. Да, окей. Ни тука во емисија. Па, например, Кјутиш се. Кјути си. дедово е многу досаден. Дедото, како, нели, таткото на сопругата, да си помислиш е дозволено, ама да кажеш на глас дали е дозволено. Не знам тоа мажите нека Ајде, кажат, мажите. они со дедов си имале работа.
Можеш да си помислиш, ама да не кажеш, нели? Ти си ќутиш. Чути си ти. Да си помислиш или да си кажеш? Ќутење е злато. Ќутење е злато, добро. Ајде за вас, девојки. Не ја поднесувам свекрвата, да си кажеш на глас или да си помислиш? Не знам како ме фати. Да си Или да си помислиш. Замолчам. За мојава не сум помислила искрено Да ништо помислиш и да си такво, кажеш Снежа. Абе, одма се вика да си Да, ќутиш, беше, не да. збори, ти кажеш си Ќутиш ќутам. најубаво. Не мислам така, си ќутам цело време. Там цело време. Ајде, ова Затоа за мене. ова за сите. Па сега ние да тоа видиме. ќе биде круг на ќутење. Ако така сакам, така сакам, да. Овој братот или сестрата на партнерот, значи добива се, овој мојов ништо не доби. Значи треба да си кажеш или можеш да си помислиш, само никако да кажеш. Значи дали да се вмешаш во тие Што е тоа добива се наследства. за наследство? за наследство. Тогаш Дали треба ти да се Да вмешаш? сугерираш. Не треба да се мешаш. Да ама шепнеш. може и треба да се мешаш. Може се и треба да мешаш? се мешаш. Па Јас не види, би тоа се веќе се и ти си дел од таа фамилија. Така. Ако си дома. Значи, па не само ако си домазет, него ти си дел од таа фамилија и кога се делат работите, вали имаш право на некој збор и глас. Ја би си кажал што мислам, а дали ќе се прифати таму после на врховен. Да си кажеш или да си помислиш сам. Ја би се мешал ако видам праша. Можда некој нема да те праша. Точно Добро. тоа. Да. Тоа е добро. Исто. Ако не бидам прашана, воопшто не би се Добро. мешала. Кате? Ми се чини дека е подобро да не кажеш ако не те прашаат сериозно. Зашто е, нели, секое наследство е за работа на другиот, на тој кој што го добива наследството. Ама Подобро ова да не не се е само мешаш. за наследството дали го добива или не. Ова е генерално. Ова ти е дали ако братот добива цело време повеќе. А повеќе Па добива. да, Дали ти затоа. треба да се вмешаш? Мојот Далибор е сам, така што немаше брат, Ти сестра. си решила Имаш проблем. среќа. Сите долгови беа мои. Заеднички ги создававме долговите и наследството се. Битно е да си поќутиме на крајот. Значи, откако ќе влезеш во брак, да си поќутиш. Така ли? Значи, Тоа е нешто конкретно. да, Да знаеме куде сме биле. Значи, на крајот заклучокот треба да ми го кажете, а прашањето е дали откако ќе влезеш во брак е многу побитно да замижуваш почесто или да не слушаш почесто. Ајде, заклучокот кој прв? Да. Да. Да не гледаш, да не забележиш некои работи или да не ги слушаш Значи, некои работи. Кога сте во брак, треба да бидете адаптабилни. Значи, некои работи ќе си ги премолчиш, некои работи ќе си ги премижиш. Така. Исто и другата страна. Ама така е. Па не е Компромис така сега, ако сум Компро- влегла Не, во не, брак не. жива, здрава, слушам, гледам. Абе сега не е да ти вадат очи дома, не. Па не, тоа да ќе не си кажам. Ќе Ама да си си кажам. некои работи. Абе сите. Некои работи. Се ќе си кажам. Ја мислам дека подобро е некогаш да не се отвараат некои непотребни дискусии и расправи. Добро. Зошто како и да е на крај ќе излезе како што наумила. Не, На крај жената ќе е во право, добро? Не, Бојана? не, ние си имаме една многу интересна работа направена како практика и тоа е нешто со парувиве со кои што работам, многу често им го давам како насока, тоа е направете си простор, замислете една маса меѓу вас, маса најобична, и кога ќе си ја замислите дека имате простор се да си кажете. Се што ви е проблем, се што ви е лежи на душа, се што премолчувате, се што можеби се преправате дека не слушате, ама без да се карате, да не ви биде повод да вие влезете сега у конфликт, туку како ова ние заедно да го решиме. Како сега ова да не биде пак вака. Ама да не бидаме грешно разбрани, Па не не. да се за некои Да. сериозни Ама ова теми за- да се ама ова за преќутат се, и премолчат. Не. Да. Не, зборам Значи- за некои ситници кои што, например, не знам колку пари е ташната, колку е ова кјути, мижи, Не, гледа. тоа не. Ти више не гледај, добро. Ја во првите години од бракот, овенот и јарецот имаа секојдневни кавги. Ние се расправавме за какви глупости. И дојде некој паметен и ми рече, ај молим те, еден дека поќути. Немој кавгата да ја правите одма. И тоа е многу, да. Некој да се Значи, закјути, па некој после. умен таму ќе каже и А најчесто некој од мажот, возрастните. нели?
Не. Не се знае тоа кој е понервозен. Јас во нашиот случај почесто јас премолчувам за да отспиеме и после другиот ден да си кажеме. Ама ти си сега ќе јарец, кажеме така? се. Да, јас Ти сум јарец можеш да подзнак лав. трпиш, другар да трпиш, една Не, година па да му лавот кажеш. не трпи. Така што не. Подзнак лав, добро. Лав. Не. Значи, еве сега, баба ми, дедо ми да се живи и здрави, значи многу ми се интересни. Баба ми вика, многу е битно еден да знае кога да покити, знаеш. И вика, вика, кога ќе се изнервира нешто, јас вика го ставам, вика, јас ќе си покидам. Дедо ми не дослушува. И кога дедо ми обично нешто си кажува, да бе, ти вака направи, баба ми, да бе, ти мене ќе ми кажеш. Како и да не слушате. Она си кажува, да. Добро. Нино? Ова ми се допаѓа, не дослушувам. Добро. Знаете, се е работа на толеранција. Не можете, значи, да терате, како и кад србите, мак на конац. Демек, вашето е последно, или тука нема, не заради некој компромис. Толеранцијата е најглавна работа и да го одмерите тоа кој во кој момент треба. Ако да кажеш? тоа не може да биде идеално. Ако сакате соживот, заеднички животи, нормално, каде постои љубов, ќе има и кавганица, и љубов, и се. Но, кога ќе понестане и ќе го нема диалогот, нема ништо. Така е. Ни брак, ни институција, ни љубов. Значи, гледате да има диалог, да има кавганица, да има се што носи еден живот. Тој не е И проблеми остан со рози. Толеранцијата и начинот на кој тоа ќе го сервисирате и да му водите на проблемот во пресрет. Значи, нека ќе биде скршило се канатчеви кај Кумановци и после тешко се лепи. Гледате до тоа да не дојде, затоа што ништо не е идеално. Пак ќе кажам, толеранција, разбирање, тоа води кон се и диалог. И ова на време да го кажете која не да се собира вика Кумановци све и тогаш. Значи, гледате веднаш да го лосирате проблемите и да го дискутирате. Би било добро тоа да сега и веднаш. Не мора истиот ден. Не, па еве одличен пример. Ден Секое потоа. пролонгирање сум губел. И јас, и госпожата, и жената ми, и сме губеле заедно. Па ја мислев да ти кажа, ја мислев, да ќутимо да презаради деца. Не може. Значи, вие ниту ќутите, ниту подзамижуете, така ли? Све да си ми се удари му стал, па се врати рука, ја тој со дома зете. Добро. Ви благодарам многу. Имавме фантастичен диалог, верувам дека некого одвративме од некоја идеја, некого можеби И како диалог се утепавме ќутајки. Па на крајот, модел. На крајот, значи му кажавме како треба да се ќути, односно каде треба да се заќути. Така? Практично покажа. Практично покажавме, имавме тука Мора да имате и таков дел со практично. практично покажување. Да, со партнерите тоа кога ќе биде. Нешто конкретно. Така е, ви благодарам многу. Јас уживав во разговорот, се надевам дека и вие. Ви благодарам и вас, драги гледачи. Значи се гледаме и на YouTube, се гледаме и на Facebook, и на Instagram, и на TikTok. Не заборавајте да не гледате секоја недела во 17 часот на Телма телевизија. Тука некаде ги поздравувам и Универзитетот Скопје, ги поздравувам и Нјуборн клиниката, секако тука ни се Халк банка и сите наши драги пријатели кои сте со нас оваа сезона. Поздрав!